Добро вечер и добро дојдовте. Една од најголемите можеби дилеми која родителите пред се имаат е на кого да се остави грижата на нашето дете и кога првпат треба да го одвоиме од нас. Станува збор за оние најранни години кога детето треба да тргне во градинка. Колку да бидеме сигурни во тоа дека детето ќе биде во сигурни раце, колку ќе се грижат вистински за него. Токму на оваа тема вечерва за градинките и нивната стручност зборуваме со моите драги гостинки. Ќе ги поканам Маја Лазаревска, добро вечер, Анита Брестовац и доктор Билјана Караѓозова. Добро вечер. Повелете. Добро ни дојдовте. Повелете. Билјана, добро ни дојдовте. Повелете. Еве се собравме, мајки што се вели, и да разговараме на оваа тема, некој со искуство работа во градинките и грижа за децата. И вие како представник на ново формирано здружение, кој се бори за правата на децата. Иницијатива сега за сега. А се уште сте иницијатива за подобрување на условите во градинките. Така. И доктор Билјана представи Караѓозова, која ни доаѓа од Велес, низ лично искуство за тоа колку се безбедни или можеби не безбедни за жал децата во градинките. Вечерва во емисијата ви благодарам што еве вака се одзвавте на поканата. Ќе започнам со вас. Имате навистина животна приказна која е тешка да се слушне, претпоставувам далеку потешка да се доживее и преживее. Да, точно. Добро вечер прво да ви кажам. Благодарам што се заинтересиравте за мојата животна приказна и што може да дадам придонес во подобрувањето на условите во кои што се гледаат нашите деца. Мојата животна приказна всушност почнува на 2 декември 1991 година. Беше понеделник, 14 часот и 40 минути, 20 минути пред завршувањето на работното време во амбулантата во која што јас работев. Зазвони телефон, се јави негователка од детската градинка, која што е во непосредна близина на амбулантата и побара помош за некое детенце. Ние веднаш отрчавме, можам да кажам дека за 1 минута бев таму, имаше што да видам. Безживотно тело, лежи на едно креветче, со сигурни знаци на смрт. Тоа дете беше моето дете. Почнав со реанимација. Нормално, тоа сум го учела, иако беше во прашање моето дете. Стигна веднаш и колешките од мојата амбуланта, стигна и колегите од брзата помош. Ја зема од моите раце, продолжија со реанимација и ја однесоа во болница со автомобилот на брзата помош. Му соопштев на сопругот, по 10 минути ние отидовме во болница во Велес, таму се случуваше драма. Сите колеги беа собрани во детското одделение. Анестезиолози, хирурзи, интернисти, педиатри, сите беа собрани и се трудеа да го оживеат без животното тело на нашето дете. Тогаш среќа, тоа почна да дише, откако беше воспоставено дишењето, сите бевме среќни, но не знаевме што потоа ќе се случува. Детето западна во кома, после неколку часа беше префрлено во детската клиника. Таму имаме навистина стручен тим. Професор Милев во одделот за интензивна нега, со сето свое умење, со сето свое искуство, го одржа детето во живот. Потоа настапи професор Софијанов. Тој беше постојано придружник со мене и ми даваше сила сето тоа да го издржам како родител. После неколку дена беше префрлена на одделот за неврологија на детската клиника и таму всушност излезе од кома и се востанови дека има мозочна парализа. Од тогаш нашиот живот се промени. Голготата ви трае до ден нешто се вели или борбата? Значи беа вклучени комши, роднини, пријатели, баби, дедовци, сите во одгледување на нашите две деца. Не кажав дека мојата постара ќерка е 14 месеци само постара и таа беше во истиот момент таму во градинката. Да. Што впрочем се случило? Значи, од 26 деца кои што биле во таа група, само 4 тој ден биле на чување во таа градинка, ги ставиле да спијат во креветчињата и негователката ја немало. Биле оставени сами во собата. Моето дете во меѓувреме се разбудило и се кајки да
излезе од креветчето, се спровнало помеѓу таблата и шипката, што е на 11 сантима оддалечена од таблата, го спротнало телото и заглавило со главата и се обесило. Значи, типично бесење, така висело неколку минути, после судска медицина установи дека висело така сигурно повеќе од 10 минути во однос на последиците кои што беа установени. Одговараше некој од градинката за... Значи, можам да кажам дека бевме разочарани од институциите кои што во тој момент требаше да ја превземат целата таа ситуација. И органите за безбедност, и органите за правосудие, воопшто не се покажаа такви како што ние ги замислувавме. Значи, јас имав полна доверба во нив. Не сакаа воопшто и да поведат постапка. Ние сами посакавме да има постапка против негователката, тогаш тие зема да ја превзема својата работа како правосуден орган и така борба траеше едно 4 години. После 4 години негователката беше осудена 3 години условно и дури тогаш беше извадена од работа. За таа иста негователка можам да кажам дека направи многу други престапи пред тоа. Имаше детенце кое што го попари со врела вода. Имаше други родители што кажуваа што се поминале со неа и као показна била пратена во тој клон во кој што моето дете беше. Значи, бев разочарана од тие правосудни органи затоа што на време не донесоа една пресуда која што ќе беше всушност и опомена за другите вработени. Тие можеби ќе си кажа, за една скршена рака или нога голема работа, детево се обеси, го изгуби животот, уште не отиде од работа, па ние голема работа ако нешто направиме погрешно. Мислам, тоа беше многу непрофесионално. Колку се сменети работите, сметате дека се сменети низ годиниве од пред 20 и некоја година? Пративте ли процесот што во градинките впрочем се случува? Сакавте ли да повлијаете на, што се вели, по големо ниво, сакајќи можеби со тоа и да им помогнете на останатите родители да бидат посигурни во одлуката каде и како и кога на крајот на криштата ќе го пуштат своето дете во градинка? Во основа мислам дека кај нас промените многу тешко влегуваат, макар да можам да кажам дека во последните неколку години гледам голем напредок во однос на безбедноста, во однос на стручноста и на кадарот кој што е вработен. Се уште има од оние постарите кои што се уште социјалистички си го вадат лебот, само им е доволно да дојдат на работа, да го имаат задржано своето работно место, а без одговорност да работат со тие дечиња кои што животот ни значат. Вашата ќерка денес е 22 години? Да, 22. Се потрудивме, реков, вклучивме пријатели, комши, роднини, познати и непознати институции и успеавме да ја доведеме до еден степен на завршено средно образование. Во меѓувреме посетуваше и странски јазици, активно зборува шпански, бугарски, бидејќи се движевме во тие држави на физикална терапија. Сепак е тешко да се социализира комплетно и можеби да... Да, последниве 2 години, откако таа не е со своите врсници, имаме проблем, психички. Запаѓа многу често во депресија, сака и таа да излегува, меѓутоа без наше присуството е многу тешко. Самостојно се движи сама, меѓутоа надвор, плашејќи се од разни ситуации, плюс тоа конфигурацијата на нашиот град Велес е таква да не може самостојно да се движи, сепак е ограничена со нечие друго присуство, односно е потребна постојана помош од нас, да, или некој. А ние сме повеќе на работа, сестри е студент, не е тука. Другарките која е веќе омажена, која е на факултет и има многу малку контакт. А ние постојано сами се бориме за сето ова што сме го достигнале до сега. И секогаш кога ќе помислиме, сега е врвот, испаѓа некој проблем. Маја, вие тргнавте, реков, со останати родители да правите оваа иницијатива за подобрување на условите во градинките. Пред се претпоставувам дека се однесува тоа на градинките кои се под закрило на државата. Па така. Како родител, нели, кога
почнува да се соочува со проблемите, нели, на одгледување на децата, секогаш прво нешто што го бараше истражување, нели, на таа тема, и долго време разговаравме на форумот родители и деца во врска со сите проблеми кои се соочуваме како родители и чии деца одат во градинки. Искрено се мисля дека никогаш нема да слушнам ваков проблем како што го слушнав тука денеска во вашата емисија. Длабоко сум потресена. Меѓутоа родителите ги делат малку поедноставни, би рекла, проблеми, меѓутоа верувам дека сите тие би донеле некој таков исход доколку не се коригираат. Скоро, пред месец и пол, решивме да формираме на таква иницијатива. Моментално сме 6 мајки иницијатори. Формиравме Facebook страна, Facebook група и исто така на форумот родители и деца функционираме како подфорум, каде што се разговара за проблемите кои ги имаме детектирано во градинките. И еве накратко би ги кажала оно што најмногу се разговара во тие наши дискусии. Значи, број 1 проблемот е она што се вика примање на болни деца и честите зарази, настинки, болести во самите градинки. Нема да лажам, тоа е мојата лична причина зошто сум јас иницијатор во една таква група. Примањето на болните деца во тие градинки е проблем од многу аспекти. Кога почнавме да го отклопуваме тоа, да го одвиткуваме тоа клопче, ствари видовме дека зафаќа повеќе закони, едноставно офаќа повеќе проблеми врзани со тие болни деца. Некогаш родителите тоа им единствениот извор. Знаете, тука се боледувањата, матичните лекари, и кога ја започнавме таа иницијатива, едноставно не знаевме до каде може таа се да стигне со нејзиниот обем. Другиот проблем со кој исто така се соочивме е едноставно немање на јасен концепт и правилници за имплементација на законот и едноставно нетранспарентност на истиот. Ни се јавуваат многу мајки, се уклучуваат на нашата Facebook група која веќе за месец и пол брои околу 1000 членови, и разговараат за проблеми од типот отклучена врата, додека го оставиле своето дете, вратата било отклучена и ширум отворена во градинка, во хром да кажеме. Се случило, не знам, реагираат по повод менијата во градинки, кои нели мора да бидат истакнати, меѓутоа на тие менија може да најдете паштети, мајонези, виршли и останати производи кои едноставно никако не се наменети за мали деца, и тие се протнуваат во некои лавиринти и едноставно немање на механизми за контрола. Ние се зафативме сериозно со целава ова иницијатива и решивме да не бидеме нечи противник, туку едноставно да се понудиме како група која волонтерски ќе регрутира мајки кои во својата градинка ќе бидат момент на промена. Така имаме апел, веќе имавме неколку состаноци, на тие неколку состаноци имавме многу позитивни примери на мајки. Например, една мајка изработи анализа на капацитет на градинки, каде што дојдовме до фрапантен податок. Тоа се јавни податоци, меѓутоа никој не решил, не ги ставил така на еден лист хартија, каде што во 2000 година, например, немало ниту едно одбиено дете за прием во градинка, додека во 2012 година веќе имаме 920 само на скопска територија. Тоа е една фрапантна бројка, што со тие семејства. Исто така, значи нешто што исто е голем проблем, го нагласуваат градинките, негователките и воспитувачките кои се членови на нашите групи. Тоа е немање на доволен кадар. Проблемот кој веројатно се случил со госпоѓата и нејзиното дете е тоа што веројатно немало соодветен кадар. Знаете, јас кога го запишав моето дете во државна градинка на список, не го пуштив, беше 36 на список. Можете да мислите какава е таа бројка од 36 деца во група на возраст од 3 години на само две вработени кои се грижат за таа група. Таа е нели една фрапантна бројка во центарска градинка. Така да има дополнителни други проблеми, се разговара за капацитетите, значи за проширување на тие капацитети, за немање на исто така родителскиот совет. Значи родителскиот совет е толку маргинализиран до тој степен што никој од нас, ние тргнавме по неколку градинки да најдеме кој е представник на тој родителски совет, кој треба да биде таа некоја контрола на таа градинка, не можеме ни до податоци за име и презиме да стигнеме, а камоли некој телефонски број или кои се функциите кои ги врши во таа градинка. Така да веројатно едноставно треба реформа. Ние сме тука. Ти благодарам што не покани. Сега за сега сакаме да покажеме дека сме тука. Имаме правна помош, од еден господин адвокат кој ги толкува законите, за кој понатака ќе излеземе ние со некоја наша анализа, а главната цел би не било да излеземе на трибина јавна, каде што ќе се зборува за овие реформи на претшколското образование
И еве, ако можеме да помогнеме си грешиме проблемите, да бидеме тука за тоа. Колку можеме да бидеме сигурни дека е вистинското време, пак ќе речам, и вистинскиот избор на градинка за нашето дете? Не да вие конкретно имате градинка која е приватна, значи не е од државните градинки, има еден систем на функционирање, односно функционирате повеќе одредена, условно речено, матрица. Так. Јас сум представник од приватната градинка доктор Жудите Жозеф, која се наоѓа во општина Цинтар. Програмата врз која работиме и која ни е еден патоказ, да речеме, за воспитување на децата, се темели според програмата која што има нашето Министерство за социјала и труд, впрочем и на тоа сме обврзани да ја почитуваме. Меѓутоа, секогаш сме спремни и секогаш придонесуваме со нови иновации, проекти, млади луѓе, креативни, кои што ќе знаат на еден начин, со еден посебен пристап кон децата, сето тоа да го пренесат. Клучен момент во сета оваа работа, поготово кога се работи за децата од најмала возраст, е всушност да работите со луѓе кои што се позитивни, кои што се креативни и кои што секогаш се спремни максимално да му се посветат на детето. Не секогаш дипломата на завршено високо образование представува репер за работа со деца. Моето досегашно искуство покажува дека секогаш тие треба да се иновативни, секогаш да се надоградуваат, да посетуваат разни обуки, додат на разни семинари, да се вклучени во разни проекти и на тој начин мислам дека среќата, успехот, задоволството кај едно дете ќе биде неминовно. Бидејќи најосетлива категорија се па и токму во тој период децата, кога се најмали, кога прв пат, како што реков, ги одвојуваме од нас и треба да бидеме сигурни во чиви раце на крајот на криштата ги оставаме. Како што рековте и вие, не е овде дека треба сега да бидеме нечив противник, туку сојузник, затоа што го сакаме најдоброто за нашите деца. На крајот на криштата имаме право да побараме, нели, фидбек, одговор од другата страна кога треба да ја добијат нашата доверба дека нашето дете ќе биде сигурно онаму каде што ќе го ставиме. Изборот е на нас дали ќе биде државна или приватна градинка, се едно. Може ли секој да си дозволи да биде во приватните градинки? Има ли голема разлика во цените за да, нели, на крајот на криштата биде полесна одлуката можеби на родителите да одлучат? Најте да ви кажам, не секогаш тие сите родители, нели, да ги генерализирам, сака да ги запишат нели во приватна градинка, меѓутоа нели можностите и тие што сака да го направат е сосема нешто друго. Ќе се надоврзам што рече Маја, групите, идеална група за едно дете за да работи е 12 деца. Повеќе од 12 деца во група веќе не може да се оствари еден контакт и вие не можете да барате квалитет. Затоа и кај нас, значи се стремиме секогаш бројката да биде од 10 до 12 деца и секогаш да има по двајца професори плюс една негователка на тие деца. Во однос на ме прашавте во однос на цената, реално државните градинки се во моментот и најдобар избор за родителите, мислејќи дека се најевтини. Меѓутоа секогаш има родители, еве тие кои што доаѓаат кај нас, се стремат на тоа дека детето треба да му се даде квалитетно образование и одат на да платат без разлика дали нели колку и тоа и да чини. Значи не се спогнат цели да се снајдат на тоа. Знаете, цената е 1490 во државните градинки, меѓутоа, она што не се знае за државните градинки дека дополнително секогаш има дополнителни трошоци во сите градинки. Значи можеби има исклучоци, меѓутоа генерално ни се јавиле родители од сите градинки во нашата група на почетокот на годината се купуваат материјали. Тоа подразбира целокупната, значи цела година се купуваат материјали за тие креативни работилници на децата во градинките. Тие се движат од цена од 50 до 100 евра по дете. Така да тоа е огромна сума која плюс се плаќа, никаде не е калкулирана. Потоа во сите градинки има изборен предмет англиски кој се врши со надворешен, значи со надворешна школа која ја врши таа услуга во дополнително се плаќа и цената кошта 10 евра месечно. И кога разговараме со мајките, разговараме века да, ништо не учат на тие часови, меѓутоа моето дете плаче што е одвоено и генерално целата таа група оди на тие часови. Исто така дополнително се плаќа
пак и физичкото има некаков Воспитување, час, час некој, да. Покрај редовната програма некоја активност може има би одредена? активност, да, дополнителна, не знам, корективна гимнастика, има некакви танци или не знам какви све активности, меѓутоа тие дополнително се плаќаат, па така да кога ќе видим и државата колку партиципира во тие градинки, во школарината на едно дете, исто така и кога ги додадеме овие дополнителни трошоци, често надминуваме на цена од 1490. И знаете што е најголемиот проблем, што мене ми е исклучително чудно како тоа родителите се померуваат и не реагираат на одредени проблеми, зашто се плашат на тој момент на солидарност на вработените, се плашат воопшто да реагираат против некој вработен, против директорката на одредена градинка или не знам. Затоа што едноставно се плашат дека некој би се осветил на неговото дете, што мене ми едноставно нонсенс како таква. Јас секогаш сум била гласна, веројатно и за тоа стигнавме до таква некоја иницијатива и сметам дека едноставно само со критика, веројатно позитивна и конструктивна, некаде би го придвижили општеството понапред, кој едноставно мора да се грижи за оваа категорија. На нив го ставаме светот. Да. Затоа постои, јас често велам, искуството пренесено во Франција, викам, постои она линија до која смеат родителите да одат најчесто со воспитувачите, со директорката и со професорите, кој што да речеме во странските земји тоа се запазува и имаме почит едни спрема други. Меѓутоа овде кај нас, поготово и во приватна градинка кај нас, кога родителите плаќаат и мислат дека можат што сакаат да прават, знаат да е пречекора таа линија помеѓу родител и професор, меѓутоа затоа сме ние тука, оној менаџерски тим кој што ги штити професорите, кој што ги штити самите деца од своите родители, кои што понекогаш знаат да бидат и преамбициозни во однос на очекувањето, така, и затоа сме ние тука како менаџерски тим тие работи удари да ги ублажиме во однос на родителите. И воопшто, значи во ниеден момент тие не треба да се плашат било што да кажат, мислам, и да изреагираат. Значи без разлика, некогаш велам ние плаќаме, ама можеме да правиме што сакаме. Не. Тој, да речеме, генерално тоа мислење кај нас во Македонија се оди на тоа да, ама добро ќе оди тој во приватна градинка или во приватно училиште, па ние ќе можеме да правиме како сакаме. Не, тоа и полесно ќе помине. Не. Можеби јас верувам дека не би требало да се прави толков јас, ќе се сложите помеѓу приватните и државните во смисла на. Ако дозволите, јас би кажала, значи секое дете за секој родител е неговиот сон, сонот за иднината. Меѓутоа како тоа дете ќе го достигне тој сон свој и на родителите не зависи од детските градинки, зависи од многу други услови. Сигурно. Значи, за мене лично е градинката место каде што првенствено детето треба безбедно да биде згрижено. А образовниот систем да го ставиме по тоа, дали ќе знае англиски, дали ќе знае француски, тоа е многу секундарно за мене, можеби од искуството што го доживеавме, но и како доктор од моето искуство гледам дека првенствено е здравието во прашање и на него треба многу да се обрнува внимание. Треба навистина да се внимава кој се вработува во градинките. Рековте, навистина не е секојаш дипломата и гаранција дека ќе има квалитетен успех во работата со децата. Меѓутоа, треба да се внимава многу и на возраста. Не може повозрастна некоја воспитувачка да работи со мали деца. Незините веќе нерви, незините општо анатомски предуслови не се тие што соодветствуваат на барањето на тие дечиња. Значи, многу треба да се внимава. Јас би била среќна кога нема да има јас помеѓу приватните и јавните градинки. Кога сите тие услови ќе бидат исти. Кога приватните градинки само ќе бидат начин за вработување на повеќе. Јас сега тоа да го кажам. Да, за вработување на повеќе негователки, за да има повеќе места слободни за аспекте може да. За сигурно во суштина со новите лиценци што ги добиваат приватните градинки, тие се еднакви пред законот и треба да пружат еднакви услови. Меѓутоа не секогаш е тоа случај. Јас би сакала бидејќи е докторка дека кај нас има 2 или 3 само градинки приватни кои што се регистрирани како градинки, но регистрирани зборуваме. Да, има повеќе, така, има несомнено, но пак ќе речам игротеки како градинки. Така, во однос на здравјето, морам да ви кажам, ние ставаме голем акцент. Докторка да искористиме. Жени, не, да, јас да. Во однос на здравјето, ние во нашата градинка ставаме голем акцент, бидејќи родителите, јас лично да ви кажам, немам искуство со моите деца во државна градинка, бидејќи не посетувале одека во Македонија. И
ние водиме голема сметка, меѓутоа совеста на родителите секогаш затајува во однос на тоа, нели нема кој да ми го чува детето, па мораме да го пуштиме во градинка, меѓутоа секогаш, верувајте, секогаш тоа зависи од тимот кој што ја води градинката. Значи, мора да се каже дека и тоа е проблем, затоа што не секогаш има кој да го чува тоа дете. Во самите анализи кои ги правиме, едноставно доаѓаме до еден зид каде што младата мајка е во суштина многу неконкурентна на пазарот на трудот. Кога таа е оптеретена со дополнителни боледувања, работодавецот едноставно ја одзема од платата, ја казнува, па често и губи работа. Имаме и такви што изгубила работа. И сега нашиот предлог беше, имавме баш скоро, значи пред неколку дена случај, каде што често го тврдам тоа, дека треба да се поделат боледувањата. Сепак сме ние модерни родители, сите работиме, дел да ги земаат мајките, дел татковците. И пробавме тоа да го ставиме во експеримент. Неуспешен, таткото не доби боледување на дете со скршена нога. Мајката мораше да посетува некаков семинар, на таткото не му беше дадено боледување за неговото дете. Така да некогаш навистина единствениот избор е да се пушта тие деца во градинките. Меѓутоа, она што ги дели приватните од државните, што приватните имаат простор за санитација, каде што тие деца може да се оддалат. Државните поради немање на капацитет го немаат тоа како услуга и веројатно тоа се создава тој круг на вирози, бактерии, што јас би сакала да го прокоментира господјата како докторка, бидејќи трае како сепак, нели, еден мит провејува дека колку почесто се разболуваат децата, толку го јакнат имунитетот. Без при тоа се стави акцент дека се третира сето тоа со антибиотици дополнително се нарушува. Добро, во однос на лекувањето на тие деца треба сепак да се произнесе лекар. Дали тие ќе примаат антибиотици или не, дали ќе бидат само привремено одстранети од децата, зависи од видот на заболувањето. По мое, јас и од моето лично искуство, работев неколку години во детска амбуланта, би ги одвоила само децата кои што се носители на заразни болести. Значи, оние класични црвенка или сипаница голема и такви, или средна оваа овчка сипаница. Меѓутоа, тие вирози кои што се секојдневни, тие не би ги гледала така како проблем за згрижување на децата. Веќе велат реагираат родителите. Реагираат можеби и со право, нели велат кога ќе го пуштам детето во градинка. Јас моето ќе го кажам искуство. Моето дете беше 8 пати разболено едно по друго. Вели една недела оди, па 2 недели не оди до 3. Една недела оди, па 2 недели 3. Тоа е сепак, значи, причината од големата група на деца. Секој си носи различни бактерии, различни вируси уште од дома и кога сите тие ќе дојдат на едно место, некој ќе надвладе. Од медицински аспект постои ли старосна граница кога можеби, сега ако условите не ни дозволуваат, како што рековме, нема кој да се грижи за детето и мора и порано да го пратите во градинка, но сепак може ли да се каже дека од некоја возраст од медицински аспект е по-здраво за детето да биде во градинка, бидејќи има поделени и тука мислења. Некои велат дека со тој, условно речено, имунитет треба да се стегнат во порана возраст, додека некој од малку и постарков, што велиме на медицински лица, ќе речат, ако е возможно до 3 години, гледате си го детето дома, потоа ќе си стекне имунитет и се што му треба, бидејќи најздраво е тој период да го мине без минување на толку чести заболувања и настинки. Па сме во недоумица. Да, и јас би се сложила дека сепак децата треба да имаат една поголема возраст. Некаде околу 3 годишна возраст, кога прв пат ќе бидат однесени во детска градинка, кога и само за себе ќе може да мисли, кога ќе може и веќе само да се одделува од тие дечиња кои што ќе имаат во моментот настинка или така, и ќе можат и самостојни да бидат во однос на движењето, ќе се предпазуваат од многу повреди. За тоа време не дека нема тие да имаат имунитет дома. Да, секако. Тие сепак се движат со роднини, со пријатели, со домашни. Еве, ние сме лекари. Јас од детска амбуланта, колку носев вируси и бактерии, не можете да замислите. Скоро се помина моите дечиња, додека јас бев таму. И не само моите, и сите наши деца. Так. Значи, и вие како вработени во такви групи, каде што имате си носите дома. Значи, ние сме сите носители на некои вируси. Меѓутоа, сепак сметам дека детето треба да има една убава, солидна возраст, кога и ќе им помага и на самите негователки во однос на сигурноста кога сте во нивни раце. За ова морам да се надоврзам, инаку не знам гледачите дали знаат, во Франција децата од 3 годишна возраст, од 2,5 годишна возраст веќе задолжително, значи мораат да одат во училиште за предшколска возраст. Значи не го зборувам за во градинка, не го зборувам за предшколска возраст.
деца од 3 години веќе мораат според законот нивен да бидат запишани во училиште. Значи не го стават така, не оставаме на изборот на родителот, дали тој сака или не сака, меѓутоа веќе подоцна следуваат тие казни, нели, ако детето не се запише. Системот нивен поразличен е сосема од нашиот. Така, нашиот дека мора, од 3 години детето и веќе со самото запишување на детето во едно вакво училиште за предшколска возраст, вие веќе го внесувате во системот. Значи како тоа треба поратамо да се образува подоцна за основно училиште. Јас сметам дека Томски сепак тоа не е така како што тие го замислиле. Многу е поразлично. Случајно зошто 7 годишна возраст е избрана како Не, знаете, таму е разграничено предшколска и школска возраст. Меѓутоа морам да ви кажам бидејќи јас сега работам 4 години во една приватна установа каде што на целото тоа искуство и сите тие нови проекти, иновации ги црпиме од таму и ги пренесуваме на нашите деца, верувајте дека децата од 3 годишна возраст се спремни сосема доволно за да можат и највеќе во тој период највеќе да примат и највеќе да учат. Значи, од тој аспект, моето искуство покажува, искуството на тимот кој што работи во оваа градинка, дека децата од 3 годишна возраст се доволно зрели да зачекорат во една ваква... Само ја мислам дека зависи степенот на тоа што ќе треба да им сервирате како степен на образование, бидејќи сепак мислам па и 3 годишна, како што вели докторката, возраст, не е до тој степен можеби во однос на навиките, стекнување на убави навики. Така, не се работи, не се работи со предшколската возраст, всушност е и тоа. Така, не се не образование, да земете веднаш да пишувате писма или не знам што, меѓутоа се оди прво од воспитување. Убаво, во секој случај тоа е убаво. Воспитувањето во насока. Образование не подразбира само воспитување и згрижување. Значи, работата од најмали нозе со развој прво на нивната моторика, па потоа нивните креативни способности, тоа е учење што ние можеби го прецепираме како игра, меѓутоа тоа е тоа учење, таа социјализација која е многу важна од рана возраст. Самото како родители го гледаме тоа дека децата веќе од некоја возраст од 2,5-2 години почнуваат да си ги бараат врсниците и да почнуваат на живот е многу поинако. Почнуваат да ја имаат таа потреба од образование, би рекле, меѓутоа тоа не е образование, тоа е развој преку тие моторно-сензорни програми, веројатно, кои јас би кажала дека нашите не се многу компатибилни. Значи, нашите како образование не се многу компатибилни со она што е светски тренд. Значи, каде што можеби е по-широки се тие граници на што би се нарекло образование. Кај нас е нешто што се вика тема, па се учи, па тоа има одреден дел во денот кога се прави, за разлика од приватните кои веќе гледам дека имаат одредени, не знам, одстапување од сето тоа, па едноставно целиот престој го прават некое учење. Јас ви реков дека немам некој искуство, меѓутоа ние работиме да речем со професор по физичко воспитување, кој што мислам дека во последно време и државните градинки почнуваат да ги генерализираат тие работи, па и они викаат надворешен соработник да работи со децата. Што мислам дека порано можеби веќе во основното образование е позастапено физичкото образование, меѓутоа за децата со помала возраст, да речеме од 3 години, никогаш во градинките не сум слушнала дека има физичко воспитување. Ние да речеме имаме воведено физичко воспитување, имаме воведено базен, пливање на децата. Во кај нас викаат сите нели родителите се плашиме од тој аспект дали детето ќе се разболи и може да добие некоја бактерија, меѓутоа и како пливањето е многу битен момент за правилен развиток, да речеме, на децата. Јазикот како јазик, да речеме францускиот јазик, го внесовме како некоја иновација во програмата. Можам да ви кажам дека децата веќе од 5 годишна возраст, кои што завршуваат голема група, вие слободно можете да комуницирате со нив на француски јазик. Овдека не се работеше, не се работи само како што речи за образование. Значи си има свој тек, си има своја програма според која работиме и можам да ви кажам дека генерацијски децата што излегуваат од градинката и кои што се запишуваат веќе во основно образование овдека во нашите државни училишта и како имаат голем напредок. Можам да се пофалам еве и со неколку дечиња, лани детенце што заврши прво оделение, после неколку месеци забележано од педагошкиот тим на тоа основно училиште, забележано од самата наставничка која што работи со него, Калин, се отиде во второ оделение. Ова година повторно имаме некој детен. Имаме деца кои што се талентирани, кои што ги насочуваме, кои што им помагаме. Пак ќе биде тоа дека се работи за добар избор на кадар, кој е соодветен, со желба, подготвеност да работи со децата од сите аспекти, но јас исто би одела на варијантата, сепак, за жал, лошо животно искуство,
не можеме ни да замислиме ние какво било вашето искуство во тој период и низ годините, сепак да се прави избор и селекција на оние кои работат со децата во градинките конкретно, кои ќе мислат пред се на нивната безбедност. Да. Апсолутно. Јас би се задржала на пред се, нели, тој момент да бидеме сигурни дека ги оставаме децата во сигурни раце по прашање на безбедност на здравје и сигурност, па потоа нели нивниот психофизички развој и до кој степен на подготвеност детето индивидуално, нели, со секое сакаме да бидат во чисти услови пред се, нели, децата да се воспитуваат секојдневно, да имаат здрава храна на менито, тоа повеќе од сигурно, но сепак би рекла се промениле нештата кога вака гледате низ годините, кога гледате ваши блиски од семејствата, од пријателите, по прашање на, нели, од вашето искуство, колку е мрднато да напред. Доста промени има во однос на тоа како претходно кога моите деца беа во градинка и сега се згрижуваат, имаат некој подобар психофизички развој. Навистина има. Разлика. Има разлика. Срекна сум што имаме и ваков министер, сега мора да го спомнам. Тој многу е активен и многу е секогаш во склоп на барањата на родителите и на вработените позитивен. Дури јас се радувам, сега јас гледам и од другата страна како родител на дете со пречки во развојот. Срекна сум што има инклузија на такви деца во детските градинки, што стварно е посебно за почит. Значи, зборувавме за едни обични вирусни инфекции, настинки, а сега од друга со посебни потреби и би кажала дека не е инклузијата спроведена на начин на да, меѓутоа се сака веќе нешто да се постигнешно напред. Значи, за тие деца треба уште повеќе да се внимава. Не е пречка затоа што има пречки во развојот да не се сложува, меѓутоа за тоа во градинка. Значи, уште повеќе треба да има, точно. За тоа треба да се обезбедат услови, обезбедувањето иде многу спора. Сепак тоа е за поздравување. Нешто е. Јас тоа сакам да се надоврзам на вас. Ние сме во тесна ние соработуваме исто со државните градинки, иако сме приватна градинка и не постои некој голем јас во однос на тоа дека ние треба нив да ги критикуваме. Исто така се согласувам со вас во однос на Министерот за социјала и труд дека спремни се и гледам дека во последниве години за ова време колку што сум јас еве тука 3 години гледам дека има промени, се труди, секогаш има некои иновации кои што ги внесуваат, гледам дека и во однос на кадрот почнуваат да ги менуваат луѓето, обуки прават и за да се прават така бараат отчет, бараат програма дали е спроведена како што треба и тоа мене ми се допаѓа во однос на тоа. Мислам дека има промени. Мислам дека треба да се прават, има да се вложи малку повеќе во тестирањето, во прегледот на тоа и увид имање на тоа кога се, нели, ќе вработите и кој може се да работи пред со децата. Пак ќе речем дека се најранлива категорија, најчувствителна и верувам дека доскоро барем се проткајуваше момент на размислување, најлесно е да си бидеш воспитувач, да работиш со деца во градинка и ова брзо и лесно минува времето, но сметам дека една од најодговорните работи. Апропо, нели, примерот и слични, не можете да препуштите на тоа дека тие се деца се мали и дека денот треба така да мине и дека вие немате голема одговорност на тоа ваше работно место. Најмногу, важно е да бидат тие мотивирани. Верувате дека мотивацијата секако еден од менаџерскиот тим е еден предуслов за добра работа и на самите вработени, на професорите и негователите. Значи да ги испратат на разни обуки, финансиски, најверојатно да им дадат некој стимул. Значи мора да се работи малци на мотивација. Останува да ви се заблагодарам, мајки, што се вели директно вклучени во ете. За тоа како да се направи можеби вистинскиот избор на градинката, каде ќе го пратиме нашето време, кога е вистинското време да се испрати истото дел од она што значи здравје и чување на децата во градинките, преку повторно ќе речем за жал таква животна приказна, еве начнавме овде дека треба да се отворат буквално очите и да се внимава на децата, колку и да се наброи, колку и да ги има во групата. Се надам вие како иницијатива и како што рековте ќе бидете сојузник во подобрување на условите на децата во градинките. Еве апел само да го кажам уште името на групата, тоа е за подобри услови во градинките, иницијатива на родители. На Facebook може да не најдат да ни се приклучат и секој кој сака, значи волонтерски да се вклучи апсолутно на исто ниво како било кој од нас иницијаторите. Добро дојдене. Ни фалат правници.
најмногу кои би ни помогнале правна помош за родителите. Еве на пример, со некој ваков пример, едноставно да имаме сметам дека медицински лица не знам колку се присутни нели во секоја Значи, градинка обврзувачки, дали е да има и медицинско лице обавезно во градинките. Имаме заинтересираност медицински веќе од педиатрите да ја поддржат целата иницијатива, значи Сдруженијето на педиатри, меѓутоа сето нели сме многу не оди споро, многу сме рано. Потврда од педиатар дека може да посетува детска градинка на тоа ниво. А на тоа ниво е само? Да. Па ништо друго мислам. Ги нема оние, реков, сестри кои би требало да ги има во. Не има. Во некои има градинки, во некои клонови, значи има една сестра, прекомплексна е, значи целата таа структура, потоа исто така е комплексна заради тоа што се меша помеѓу има ингеренции каде што има општината, има ингеренции каде што влегува министерството, па има нели орган на контрола на сето тоа, така да многу е покомплексен проблемот со градинките, ама она што мене многу ме радува што имаме навистина голема поддршка од новинари, сега за сега од докторите како структура и од самите воспитувачки кои таму работат. Така да верувам дека со една таква организирана структура можеби би направиле нека реформа. Ја верувам дека ова е еден почеток на разговори кога се однесуваат на децата и градинките, дека ќе правиме уште вакви емисии, бидејќи се отвараат бројни прашања по оваа тема и она што е низ личниот пример на Билјана Караѓозова, сакавме вечерва да го посочиме дека сепак сакаме да ни се чувствуваат, ке речем, децата безбедни, не сме овде за напаѓање, туку сме да бидеме слушани за да се внимава на овие наши прекрасни генерации на кои, иако звучи како клише, сепак нели днината ни останува. Ви благодарам за споделените искуства вечерва и повторно ќе речам, се надам и покрај тоа што бевме интересни, предизвикавме и отворивме одредени прашања, размислувања на кои допрва ќе добиваме одговори. Ви благодарам. Јас се надевам дека нема да има други родители како нас, дека нашиот пример позитивно ќе влијае на работата и на јавните и на приватните градинки. Следниот пат кога ќе се видам со вас, само сакам да ми кажете дека исклучително е позитивна вашата ќерка и дека си ги остварува целите и замислите во незиниот живот, она што може да си го направи и сака да си го направи. Ви благодарам.